Почитуван председателя, почитуван премиер, почитувани колеги. Колега Костовски, дефинитивно ја промашивте темата на дискусија. Меѓутоа, освен пофалните зборови кои што ги изнакажавте овде, јас ќе се обидам конкретно и суштински да ви напоменам и да ви реплицирам во однос на вашиот говор. Никаде не спомнавте за кадровите решенија за замениците на министри. Никаде не спомнавте дека имате суштествен проблем во Министерството за правда. Во период кога оваа област треба да биде една од областите кај што ќе имаме суштински реформи. Никаде не спомнувате дека и министерот претходно што беше назначен од ваша страна и заменикот на министер се првите луѓе кои што ќе го водат Министерството за правда, а истите немаат положено ниту правосуден испит. За стручен соработник во основен суд кој што работи на прекршоци, услов е да има положено правосуден испит. Да не се разбереме погрешно. Не е услов за министер или заменик да има положено. Меѓутоа, министерот е и член на судскиот совет. Внимавајте, седе со најистакнати правници, судии кои што се квалификувани во нивните области. Како ќе се носи со реформите, како ќе ги предлага, како ќе ги движат реформите, да го приближиме до европската легислатива, нашите закони да ги прилагодиме и, дај Боже, да влеземе во Европска унија. Никаде не ги спомнувате овие суштествени проблеми. Меѓутоа, она што ми остави впечаток на крајот од вашиот говор, се осврнавте и на една друга тема, односно напоменавте неколку заменици министри, бидејќи времето ми е кратко. Конкретно морам да се осврнам и на заменик министерот за земјоделие, кој што е бил и министер во техничка влада и сега заменик министер, каде што едно кадрово решение кое што еклантантно се докаже дека воопшто не може да се носи со ресорот. Рано градинарите беа оставени на цедило, пролетната зелка заврши со 3 денари, овоштарите, производители на вишна, ја продадоа по 13 денари. Истиот дојде им вети дека ќе им излезе во пресвет, ништо од тоа не се случи. Грозието во моментот се продава во 4, 5, 6, 7 денари. Катастрофално. Земјоделието е ставено на колена. И пошто завршува времето, сакам уште една ваша мисла да ја цитирам, ве цитирам точно што рековте. Ќе се отворат повеќе работни места за младите во јавниот сектор. Како? Со измени и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, односно со задолжително пензионирање на 60, односно 64 години. Со ова дефинитивно признавте дека ќе ја прочистувате администрацијата по партиски, односно сакате неподобно партиските да ги извадите и да вработите ваши луѓе. Благодарам.